Нападите кон медиумите од страна на Димитар Ковачевски и Али Ахмети представува опасност според американската амбасадорка Анджела Агелер. Таа ги осуди овие случувања кои зачестија последниот период, порачувајќи дека слободата на медиумите е многу важна во секоја земја. Според Агелер, ниту еден функционер, ниту поединец не смее да ја напаѓа седмата сила, а во меѓувреме, наместо извинување, Ахмети повторно ги нападна Алфа и Телма. Во само 30 на секунди временска разлика порача дека никогаш не кажал ништо лошо за двата национални медиуми, но сепак тие биле антиалбански телевизии каде се зборувало дека оваа држава не е на албанците. На Али Ахмети не му било добро кога на овие телевизии се говорело дека тие воделе терористички групи, без да прецизира кога такво нешто било кажано. Денеска албанците во оваа држава се чувствуваат исто како и сите други и нема од што да се плашат ни македонците ни македонските институции. И сега има една војна од медиумите. Јас никогаш не сум зборувал лошо за медиумите, ниту за Телма, ниту за Алфа. И секогаш сум ги барал да дојдат и ние сега слушаме секој ден на овие телевизии како се зборува дека оваа држава не е на албанците и дека ние водиме терористички групи. Тоа не е добро. Ахмети не покажа доблест да се извини на двете национални телевизии, бидејќи ги нарече антиалбански, се обиде да се испере велики дека не мислел на медиумите, туку дека гледачите кои се јавувале во контактните емисии биле лоши. Тоа не се однесуваше кон телевизиите, туку кон различните реакции кои што постојат помеѓу граѓаните и кои што се потикнати. Сметам дека граѓаните треба да бидат правилно ориентирани. Најважно е дека треба да се ориентираме правилно, поточно да научиме од минатото. Алфа се најде на удари од страна на премиерот Димитар Ковачевски, кој во нашиот медиум гледал партиско гласило. За разлика од Ахмети, тој изнудено се извини, немал причина за тоа, ама ако сме барале, ете ке сме добиеле извинување.